Добар ден, драги гледачи, со мене Сергеј Варошлија во уште едно издание на Студио 1 на темата мода. Што имаме за денеска? Денеска ќе видиме што модната куќа Балман представи како тековен моден тренд, односно и следен моден тренд. Како што зборував вчера, иновацијата во материјалите е многу голема, односно се пласираат на модната сцена материјали кои што имаат метализиран изглед. Следно. Станува збор повторно за ткаенина на која што се вплетувани и рачно шиени ситни монистри, детали од метал, синџери, за да се добие тој еден така наречен метален изглед кој треба да стои лесно, не треба да изгледа оптеретувачки, како во овој случај. Погледнете го тој џемпер, целиот изгледа направен од ситни шлјокици, меѓутоа е градирано од бело према сиво и изгледа апсолутно перфектно. Повторно ќе кажам, внимавајте со овој изглед. Блинк модата или светни угасни, како сакате кажете, е многу многу е трендовска, меѓутоа не е за секого и функционира само ако е ставена во концепт на еден електропоп фазон, како например во овој случај. Значи малку Дейвид Боуи за 21 век во електроваријанта. Ова се едни од моите најомилени изданија од Балман, односно од француската модна куќа Балман. Погледнете го целиот тој лук и целиот тој изглед. Значи, дури мене не ми е јасно каков е тој материјал и какви се тие тренерки или панталони. Ке ми пукне душата, драги гледачи, за едни вакви панталони, ама тоа е сега. Каде сме и добри вакви што сме. Еве како тоа изгледа кога е се тоа на сцена. Буквално нереално и како од еден футуристички филм. Многу ми се допаѓа што во денешно време модата се испреплетува со уметноста, а уметноста е инспирација од животот, така да тие три работи дефинитивно одат заедно. И во целата моја кариера сум сведок дека во денешно време имаме дефинитивно најубавата мода и голем распон буквално за сечи вкус по нешто. Истата модна куќа Балман пред неколку дена во Париз, во фондацијата Vogue, направи посебна колекција во чест на прерано починатиот крал на попот, односно Мајкл Џексон. Па како изгледа гостите? Ова е Оливер Рустинг, припремајќи ги моделите за истиот настан. Повторно станува збор за метални комбинизони, панталони, сакоа, како и да е. Перфектно се изгледа и не знам дали може да приметите, кога имате ваков изглед на себе, мејкапот и косата никогаш не се претерани, односно се едноставни, се симпл. Значи на ваков изглед и аутфит внимавајте со коса и со мејкап. Тоа се едни од моите апсолутни фаворити. Односно, еве го моето омилено, тоа е тоа црно лаковано одело, само со бела мајца. Зарем нешто повеќе е потребно? Зарем тука она треба да има локни, мокри, сарми треба? Веројатно да е македонка на матура, она би си ставила тука и герданче, би си ставила и менгуши, па едни очи ќе нашминка, па една уста токава ќе натутури, па ќе се напучи, па ќе се стисне, па ќе направи оваа поза вака. Тоа е грешката. Ова се носи вака. Дали треба да коментирам воопшто нешто? Апсолутно дека не. Тоа е тој метален изглед, овдека е повеќе оди навлечено црно. Повторно гледате ги косите и гледате го мејкапот, како е сето тоа искомбинирано. Имаме премногу детали, меѓутоа не се агресивни. Ова е веќе во фондацијата на Vogue у Париз. Така е. Ке видам ли некого во Скопје вака? Ке видам ли? Се надевам дека да. Тоа е тоа што се однесуваше до светот. Сега, повторно ќе кажам, на ваше барање, како и женските модни блогерки или старлети, инфлуенсерки, така има и машки. На ваш предлог денеска дојдов до неколку момчиња кои се бават со мода, да речеме се бават. Па да видиме како они тоа го направиле.
во овој случај не можам да кажам дека тука е нешто лошо. Ми се допаѓа тој джемпер блуза што иде со тој патент асиметричен како се движи, должината е одлична. Морам да кажам дека ќе беше подобро доколку фармерките беа црни или сиви или да беа по-темно тегет. Бојата на фармерките некако едноставно ми отскокнува целиот овој концепт. Начекав на еден урбан татко кој е супер стилизиран заедно со своето детенце, така да за ова има апсолутно да. Изгледа двајцата одлично, многу се фешен, многу се модни, многу се кул. Сакам вакви родители. Релативно едноставна комбинација која што е направена да изгледа модно, не ради обична црвена мајца со бел шорт. Патиките се тука трендовски и заради тоа фотографијата веројатно ќе пројде. Станува збор за истото момче, окей, пристојно шета покрај кеј, изгледа полумодерно. Не се џогира, не се трча вака се шета, али он шета на вистински добар начин. Ми се допаѓа овдека, дури и потсеќа малку и на светска кампања. Повторно ќе кажам, патиките искомбинирани со белите панталони, палтото и маицата се одлично сликано во одличен амбиент и фотографијата е одлично едитирана. Се шо правиме овде? Се е окей. Пастелните тонови, сакото, со панталоните, со кошулата, се тоа перфектно оди. Ма што е со кондурчињава? Што е со кондурчињава, драги гледачи, ке јаукнам, ке ми пукне душата. Зошто има такви кондурчиња? Па ова негде 90-2000 година вакви некои кондурчиња. Имаше Just Cavalli се вика. Ова дефинитивно се ова е кога се прави моден едиторијал или како и да е, ама пошто немале чевли или како и да е, па облекле нешто колку да пројде. Па подобро да беше бос. Затоа сега ќе се јавам на Мерлин Монро. Не може. На пастелно одело и на кошула со флорален принт, вакви чевличиња, кондурчиња, тоа одма треба да се фрли, да се запали, да иде у џубре. Истиот дечко во комбинација со девојка изгледаат апсолутно фантастично, овдека изгледаат модно и дај Боже да гледам почесто вакви луѓе на улица отколку на фотографија. Одлична комбинација, добитна. Повторно истиот пар, претпоставувам дека е фотографија наменета за нешто, изгледаат одлично, многу трендовски, многу модно, мада ова е малку зимска мода, али како и да е. Леле. А што е со оделцево овдека? Гледате како е една иста личност, изгледа тотално различно. Целта на модата е тоа да не представи во добро светло, во различно добро светло. Меѓутоа, ова не е неговото најдобро издание, заради тоа што прво таа боја е таа кафеава, со тие панталони, со таа вратоврска, со торбата и повторно некои чудни кондурчиња. Прво, панталоните не прилегаат на неговата фигура. Таа боја апсолутно е неадекватна за него. Не ми е јасно кој го стилизирал ова и зошто е таа кравата ставена тамо. Па е раскопчен, па краватата па и виси испод. Значи, ова е апсолутно не. Модна катастрофа. Дај да се јавиме на Анџелина Џоли да видиме што ќе каже. Well. Можда овој е симпатичен, па затоа вика well. Иначе, чека на Мерлин Монро па вртете. Она за кафеаво оделце што ќе каже. Па она ги удара овие што имаат смокинзи црни, па не кафеаво оделце. Што се однесува до машките модни блогери денеска, ќе го завршиме сето тоа. А вчера, мојата драга колешка, Анета Кочишки, ме гледа тука расфрлан, распослан со мегафон, со
кукличка, со микрофон, со чаша вода, со штикла, со се и ми вика на шо личи ова? Како да си на пазар ми вика и да продаваш играчки. Али како и да е, драги гледачи, дали може некој да му замери некој на тоа $1.000.000 лице, дека е тоа најтелевизичното лице во последните 30 години што се појавило на македонската сцена, јас го тврдам тоа уште ден и денеска. Апсолутно Дженифер Лопес со Синди Крафорд микс. Затоа ќе и простам за коментарот и во овој случај јас ќе се ете така е, тоа е тоа $1.000.000 лице кое што буквално ви продава се што ќе сакате да купите и да не купите. Ама, пошто ја спомнав Дженифер Лопес, сега на Анета ќе ја викнам Дженифер Лопес да видиме што она ќе каже за нејзе. Мислам дека е љубоморна оваа Дженифер Лопес. Скроз сум сигурен во тоа. Така да за денеска, јас само во секој наредно издание, овој пулт ќе биде се побогат со вакви играчки, така наречени, а за денеска јас ќе ви се одјавам и останува да се гледаме утре во истиот термин, на истото место, во истото време. Поздрав од мене и имајте убав остаток од денот.